секој пат сме биле жртва на пропустите и немоќта на европските институции. Не прашал некој како сме преживеале 25 години. Се уште немаме добиено 1 евро од Европска унија. 25 милиона сме потрошиле ние. А може ли да го демистифицирате изразот разумен компромис, што постојано го користите како начин на решавање на проблемот со Грција? Разумен компромис е разумен компромис. Што значи разумен компромис? Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го. Сретнав утро со подпредседател од Бајден, а со председател Обама се поздравивме, намигнува, Наша демократија е ко космодикс демократија. На некого може шашал му изгледа, али Македонија функционира. Впрочем, тоа е она што ни недостасувало 20 години. Победи и успеси, затоа што нема ништо поуспешно од успех. Ширак беше председател на Америка, тој дојде на таа функција од градоначалник на Париз. А да имате представа што е Казахстан, замислете колкава е Европа, сите земји во Европа, толкова е само површина само на Казахстан. На предизвиците. We expect that Greece will support our proposal. Еве ја пресудата на Меѓународниот суд на правдата донесена пред 10 месеци во корист на Република Македонија. Ги образложив сите мотиви, сите цели и како председател на држава одговорноста да се стави крај на кризата која веќе предолго трае. Секој што сторил криминал ќе одговара. Има начин. На идниот председател му посакувам да ги исполни сите ветувања. Очекувам, како што кажав минатиот пат, многу помирен мандат. Дека вие доаѓате во време кога македонското општество е длабоко поделено, а македонската држава е тешко ранета поради прекршени ветувања, изневерени очекувања и разнишена доверба во меѓународната заедница.